Добро вечер. Ова се дел од насловите кои го одбележаа денот. Кривична пријава за 15 осомничени за инцидентите во собранието. МВР ги препознало од видеоснимките. Хојти во Скопје започна со средби. Политичките лидери во обид да најдат решение за политичката криза. Продолжува малтретирањето на животните. Граѓаните на протести за убиеното куче во Дебармало. Тројца македонци во трка за пратеник во Албанија. Кој од нив ќе успее да се избори во изборната единица Корча? Заокружени првите 100 дена на Трамп како председател на САД. Ги обвини новинарите за нефер третман. Торнадо во Мисури, Арканзас и Тексас. 7 лица загинаа. Со информациите продолжуваме по рекламите. Гледајте. Добре дојдовте назад. На самиот старт подсетување за дел од насловите. Кривична пријава за 15 осомничени за инцидентите во собранието. МВР ги препознало од видеоснимките. Хојти во Скопје започна со средби. Политичките лидери во обид да најдат решение за политичката криза. Тројца македонци во трка за пратеник во Албанија. Кој од нив ќе успее да се избори во изборната единица Корча? Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава против 15 лица за кои смета дека се инволвирани во инцидентите во собранието. Најголем дел од нив се од Скопје. Сопштуваат дека се разгледани видеоматеријалите и извршена е идентификација. 5 од нив веќе се приведени. Министерството за внатрешни работи во своето соопштение вели дека до основното јавно обвинителство се поднесени кривични пријави против 15 лица, најголемиот дел од Скопје, едно лице од Прилеп и едно од Куманово, поради постоење на основано сомневање за извршено кривично дело, учество во толпа што ќе спречи службено лице во вршење службено дејствие, а 4 од нив ги сомнечи за учество во толпа која ќе изврши кривично дело. Врз основа на прегледаните видеоматеријали и преземените оперативни мерки, извршена идентификација на лицата и 5 од нив веќе се приведени. Покрај ова, МВР до надлежното основно јавно обвинителство достави и посебно известување за организаторите на протестите за евентуално натамошно постапување на обвинителството преку целосно расчистување на случаите од 27.4. СВР Скопје во консултации и соработка со основното јавно обвинителство и понатаму презема мерки и активности со цел идентификување и документирање на други лица учесници во настаните од 27 овој месец во собранието на Република Македонија, стои во соопштението на МВР. И основното јавно обвинителство преку соопштение до јавноста известува дека интензивно работи на расветлување на нередите во собранието. Основното јавно обвинителство Скопје ја известува јавноста дека до овој момент се идентификувани 15 лица инволвирани во нередите кои се случија во собранието на Република Македонија. Во основното јавно обвинителство Скопје досега се сослушани поголем број лица, припадници на полицијата. Сослушувањата кои се во тек продолжуваат во функција на целосно документирање на кривично правните настани во собранието. ВМРО ДПМН смета дека со обидот да го избере Талат Џафери за председател на собранието, СДСМ изврши обид за државен удар и ги погази уставот, законите и деловникот за работа на собранието на Република Македонија. Еве кои одредби ги прекрши СДСМ во обидот да се прогласи свој председател на собранието на Република Македонија. Токму како што вели став 2 од член 9 од деловникот. Само доколку претходниот председател не ја свикаше конститутивната седница, а ја свика, тогаш согласно одредбите седницата ќе ја свикаше најстариот пратеник, истиот ќе преседаваше со неа. Во овој 9-ти состав на собранието на Македонија најстар пратеник по возраст е пратеникот Бранко Маноиловски од ДУИ. Согласно кажаното, целосно нелегитимна, противуставна и противделовничка е улогата на Ферид Мухич како председавач, кој всушност не е ниту најстар пратеник во овој состав на собранието, ниту пак беше најстариот пратеник во салата, ниту пак има деловничка оправданост за друг председавач на конститутивната седница, освен досегашниот председател и актуелниот председавач Трајко Велјановски. Одржувањето на следното во следниот ден, во петокот. Значи, 21 проложение беше договорено по претходна консултација со сите политички партии. Од тука,
Обидот да се глуми ново приложение на конститутивната седница е нелегитимно и представува кршење на одредби од деловникот и правилниците за работа на собранието кои што се однесуваат за свекување и организирање на ново приложение на седница. Седниците на собранието имаат своја јавност. Во конкретниот случај немаше пренос на седницата, ниту пак имаше соодветен превод, а Талат Џафери си се обраќаше исклучиво и само на албански јазик. Член 95 вели: собранието може да одлучува ако на седницата присуствува мнозинство од вкупниот број на пратеници. На импровизираната, нелегитимна, фиктивна седница не беше утврден кворум, воопшто не постоја услови кворумот да биде утврден, ниту од кого, така што се доведува во прашање бројот на пратеници во салата и кворумот за работа. За инцидентите во собранието ќе одговараат насилниците, велат од СДСМ. Ги повикуваат надлежните да ја завршат истрагата до крај. Од СДСМ излегува и со имиња на сторителите, но поради почитување на презумцијата на невиност, ќе ги чекаат официјалните податоци на основното јавно обвинителство и на МВР. Сите до еден, ама сите им беа познати на пратениците на ДПМН. Сите до еден се дел од партиските структури на ДПМН. Директори на јавни предпријатија, раководители на сектори, вработени во Министерството за внатрешни работи, вработени во јавните предпријатија и многу други кои што примаат плата од државата. Но во собранието беа пратени за да извршат обид за убиство и тешки криминалци и убици. Станува збор за организирано сценарио на режимот во распад. Прво, изборот на новоизбраниот председател на собранието е апсолутно по деловникот и уставот. Тоа може многу лесно се види и од снимките, каде што многу убаво се гледа дека 61 пратеник јасно, јавно, без никакво криење, гласа за новоизбраниот председател на собранието. Во првиот момент, кога ќе се создадат услови од различен аспект, за да може да се собере собранието и да се продолжи работата, тоа и ќе биде направено. Но исто така, како што тоа го правевме и до сега, сето ќе го направиме со цел да спречиме жртви кај граѓаните. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски вели дека никогаш не повикал на насилство. Груевски во интервјуто за Телма вели дека случувањата во собранието во четвртокот се смислено сценарио на СДСМ да го испровоцира народот чии пораки ги игнорираше. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски вели дека никогаш не повикал на насилство. Бев прв кој го осуди истото, рече председателот на ВМРО ДПМН во интервју за Телма. Знаете што, господин Чобовски, јас сум бил во таква ситуација. Сетете се на Панорама. Знам. Јас знам што значи тоа. Јас не го посакувам тоа никому. И ја бев синоќа загрижен, не знам како да се искажам, навистина многу загрижен кога слушав и гледав нешто по интернет и се распрашував по телефон од Виена што се случува, бидејќи не можев поинаку. Јас знам што значи тоа. Јас знам во каква ситуација беше Заев. Но и тоа не го посакувам никому, дефинитивно. Јас не сум во политиката за да владеам со насилство и не прифаќам било кој да владее со насилство. Зошто полицијата не интервенирала за да ги спречи граѓаните да влезат во собранието и да нападнат пратеници? Груевски вели дека според информациите кои тој ги добил, направена била проценка дека енергична акција од страна на полицијата во тој момент ќе биде контрапродуктивна. Господинот Чавков денеска објасни во негово не интервју, туку пресконференција. Јас побарав денеска телефонски да контактирам со него, имав на некој начин кратка комуникација, за да добро се информирам, бидејќи ја вчера не бев тука. Јас пристигнав околу полнок и гледав снимки, слушав што се збори и така натаму, но сакав вака да чујам од прва рака. Она што го дознав од него е дека проценка на полицијата во тој момент била дека енергична акција кон толпата народ која што влегуваше во собранието ќе беше контрапродуктивна и ќе донесеше многу поголем број на жртви и повредени, односно повредени и евентуално жртви. Второ, дека информациите дека ќе се случи такво нешто како што направи СДСМ, незаконско, неуставно и противдеводничко бирање на председател на собрание, воопшто ги немале.
Во говорите за платформата, објаснува Груевски, чувствувал должност да ги информира граѓаните за опасноста по државните интереси. Јас чувствувам одговорност пред народот. Јас никогаш го немам подценето мојот народ. И јас сакам тој да знае докаде е мојата сила и што јас можам да направам. Имам чувство дека треба да знае дека во тој даден момент, кога излегов на телевизија Сител, треба да го му соопштам, дека да го подсетам. Не секој е добро упатен во парламент, број на пратеници, начини, процедури и така натаму. Дека ВМРО ДПМН, јас како нејзин водач, имаме ограничени можности. И дека ако се реши да се протурка платформата на сила, ќе се протурка. Ако народот молчи и не реагира и не го изрази својот протест и својот револт. Според него, народот ја разбрал опасноста и затоа 60 дена мирно испраќаше пораки дека е против платформата и нема да дозволи нејзино реализирање. Како никогаш до сега, помеѓу 100 и 200 илјади луѓе секој ден, 60 дена, во околу 30 градови, излегува и го изразува својот револт да допре до политичарите, да допре до оние кои што прифатиле туѓи агенди, кои што прифатиле туѓи сценарија, кои што по секоја цена сака да дојдат на власт, коцкајќи се со државните и националните интереси. Тие ги нарекуваа со најпоградни зборови. Тоа беше она што допре до народот. А никогаш не сум повикал на насилство. Сум повикал на изразување на револт. И тоа се случуваше 60 дена. Едно цвеќе не беше нагазено. Груевски оцени дека случувањата во собранието во четвртокот се смислено сценарио на СДСМ да го испровоцира народот, чии пораки ги игнорираше. Предвремени избори не се решение за излез од кризата, вели лидерот на СДСМ Зоран Заев. Според него ВМРО ДПМН и да освои 60 пратеници нема со кого да направи влада. Според Заев потребно е да продолжат процесите во земјава и председателот Иванов да му го додели мандатот. Постојат алтернативни и присебни начини за состав на нова влада, објасни лидерот на СДСМ Зоран Заев во петочното интервју на топ тема на Телма телевизија. Ние не се откажуваме и веруваме дека политичката состојба ќе се среди без насилство, потенцира Заев. Иванов ако одложи да не го даде мандатот, а притоа не каже што е решението за државата, ние мора да најдеме решението. Или тој ќе го каже, не му давам на Заев мандат, аме решението е план Б, ова и ова треба да го каже. А не вака не го давам мандат како бевме деца, не ти давам играчката и готово се. Значи, државата ја водиме, председател на државата ќе го даде мандатот или ќе каже што е излезот од ова решение. Тој не може да распише избори. Нема парламентарно мнозинство да се распишат изборите. Според него, мора сегашното мнозинство да состави влада. Новата извршна власт ќе може да има идни на 3 месеци, 9 месеци. Тоа никој не може да каже. Еден голем број не верува дека е можно, па не ни гласа. Минимум 5 мандати повеќе му земам. И што ќе имаме заедно 72? Па полк нема да даде мандат Иванов, овие пак ја блокираат во собранието. И да сум комплетно во крајност грешка. Другата крајност е 5 мандати да земе повеќе ВМРО да помане. Со кој ќе направи влада? Со кој? И 60 да земе. Со кој ќе направи владата? Но мнозинството мора да добие шанса, изјави Заев во интервјуто. Колку и да зборам дека ќе ја зајакнем унитарноста, се што ќе работиме ќе биде во функција и за сврсување и на устав и на унитарност, ЕУ и НАТО интеграции, нема да биде бинационална држава, сите овие работи кои што ги кажувам постојано. Може устата да ми се исуши, тие па нема да веруваат, заради тоа што тоа е изговор. Па ќе дојде тој закон за употреба на јазиците. Па ако е тоа нешто страшно, што загрожува мојата македонштина, па ќе се исправат таму луѓето и ќе кажат со детали и аргументи за оваа работа. Ако нешто се случи, кое што апсолутно на некое мнозинство, на некој не знам кој во државата не му се допаѓа, ќе излезе тоа на површина. Институциите носат одлука. И вика, тој ќе го смени името, како бе, луѓе ќе го сменем името кога 2/3 треба. Што да ви кажам? Јавно 100 пати кажав, одлуки со консензус со едната опозиција, конечни на референдум со граѓаните. Лидерот на СДСМ Зоран Заев очекува до најкус рок Велјановски да му ја предаде функцијата председател на собранието на Талат Џафери, а потоа во рок од 10 дена и да го добија мандатот за состав на нова влада. Заменик помошникот државен секретар на САД за Европа и Евроазија Хојд Брајан Ји денеска и јутре престојува во посета на Македонија за време на која ќе се сретне со државниот врв и со лидерите на политичките партии застапени во парламентот.
Тој денеска разговара со лидерите на албанските политички партии. И утре ќе се сретне со председателот на државата Ѓорги Иванов и со лидерите на ВМРО ДПМН Никола Груевски и СДСМ Зоран Заев. На состаноците, како што се посочува, ќе се разговара за статусот на формирање влада, билатералните односи и реформите потребни за евроатлантска интеграција. Предвидено е по средбите заменик државниот секретар Ји утре попладне да даде изјава за медиумите. Заменик, помошник секретарот беше многу јасен дека на Република Македонија најмногу во овие моменти треба стабилноста. На Македонија и треба процесите да се одвиваат на правилен пат, институциите да функционираат и секако дека нема враќање назад. Ако ние не се освестиме по се во ова што се деси, сигурно дека сите граѓани на Република Македонија видоата и затоа треба да се прифати оваа нова реалност, изборот на новиот председател на собранието. Денеска во просториите на ВМРО ДПМН председателот на партијата Никола Груевски одржа средба со председателите и представниците на партиите дел од коалицијата за подобра Македонија. На средбата се разговараше за актуелната политичка ситуација, како и најновите случувања во македонскиот парламент, вклучително и незаконскиот обид за избор на председател на собранието. На средбата беше осуден нелегалниот, противуставен и незаконски обид за избор на председател на собранието од страна на СДС. Исто така се осудуваат провокациите од страна на СДС и Зоран Заев, кој со своето однесување го предизвикаа револтот на граѓаните. Прекршени се уставот, законите и деловникот и за тоа мора да има одговорност, стои во соопштението на ВМРО ДПМН. Продолжува малтретирањето на животните. Граѓаните на протести за убиеното куче во Дебар Мало. На предстојните парламентарни избори во Албанија на 80 јуни во трката за пратенички мандат се тројца македонци. Еден од нив е од партијата Македонска алијанса за европска интеграција. Тројцата македонци се и во изборната единица Корча. Партијата Македонска алијанса за европска интеграција настапува во коалиција со Движењето за социјалистичка интеграција на листата на новоизбраниот шеф на албанската држава Илир Мета. Кандидат за пратеник на листата за изборната единица Корча е Васил Стериовски, генерален секретар на партијата и познат активист за правата на македонците во Албанија. На листата е уште еден македонец, Ефтим Митре од Глобочан и Мала Преспа, но како кандидат на Движењето за социјалистичка интеграција. Во истата изборна единица за пратеничко место ќе се трка и македонката Едлира Доневски, по потекло од Мала Преспа, а која живее во Корча. Таа е на кандидатската листа на Социјалистичката партија на актуелниот премиер Еди Рама, чиј член е. Најголеми шанси има Стериовски, кој се наоѓа на 5-тото место на листата, а другите двајца се на 12-тото место на листите. Торнадо во Мисури, Арканзас и Тексас. 7 лица загинаа. Стотина граѓани и активисти за правата на животните учествуваат на протестот пред домот на жител од скопската населба Дебар Мало, кој вчера со секира губи кучето во непосредна близина на кафулето Радиобар. Протест пред домот на скопјанецот кој губи кучето со секира во глава на улица Пиринска во скопската населба Дебар Мало. Стотина граѓани дојдоа со своите миленичиња, маваа со јајца по неговиот дом, извикуваа убиец и на вратата му залепија надпис «Монструм». Доколку вака слободно напаѓаат и масакрираат животни, дека ќе дојде денот кога ќе почнат вака слободно да масакрираат и луѓе. Ние 9 години предупредуваме на потенцијалните насилници, кои FBI патем ги третира и ги профилира како масовни убици и серијски убици, кои почнуваат со вакви грозоморни чинови како отсекување на глава пред 50 на луѓе во сред кафич во полден. Овде сме да порачаме дека нема да се откажеме од правдата, овде сме да покажеме дека ќе бараме максимална казна, иако веќе му е поднесена кривична пријава на господинот, ние ќе дополниме таа кривична пријава, ќе се појавиме пред секој рочиште на обвинителството. До медиумите со писмо и човекот кој губи кучето. Тој вели дека ова го направил, бидејќи кучето напаѓало прво него, па неговиот брат,
И на крај на инфективната клиника завршил и 86 годишниот татко. Тој многу се вознемирил и губил куќето. Реагирал во институциите, до шинтерската служба и до полицијата. Ама сите го игнорирале, пишува во писмото. Сам отишол и се пријавил во полиција, објаснувајќи дека се срами од делото. Куќето Идрес било старо 1 година, не било агресивно и пред неколку дена од Анима Мунди го вакцинирале и го подготвиле да го згрижат во стационар, објаснуваат од Сдруженијето. Соседите не можеа да поверуваат што направил нивниот сосед. Сторителот вчера беше на информативен разговор во полициска станица пошто е пуштен. Скопјанецот доби кривична пријава. Во манастирот Свети Јован Претеча во Демирхисарското село Слепче денеска за нов светец беше канонизиран Свети Кипријан Слепченски, со што започна и свечените активности за одбележување 50 години од возобновувањето на автокефалноста на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Како дел од одбележувањето на 50 годишнината од возобновувањето на автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија, денеска во манастирот Свети Јован Претеча кај Демирхисарското село Слепче се изврши канонизација, односно прогласување за светец на свештеномаченикот Кипријан Слепченски, кој бил игумен на овој манастир. По тој повод за прв пат по цели 237 години од упокојувањето на светецот јавно беа изложени неговите мошти. На највисоко ниво со службата чиноначелствуваше архиепископот Охридски и македонски господин Стефан во сослужение со останатите митрополити и епископи на Македонската православна црква, при што во текот на светата литургија беше соопштено дека Кипријан Слепченски се запишува во списокот на светите. Ние треба да му заблагодариме и да му благодариме на Бога што и од нашата земја и од нашиот род и по нашата земја и меѓу нашиот род живееле такви личности кои своите животи ги дале за вечниот живот, ги дале за Бога. На денешната канонизација беа упатени пораки за единство и сплотување на македонскиот народ, како и за следење на патот на светителите. За одбрана на нашата вера, за одбрана на нашата татковина, истиот пример да го следиме, секој според она што знае и може според можностите тоа да го направи, зашто ние ако не сме вистински христијани и вистински патриоти, нема ниту црква да имаме, нема ниту држава да имаме. Денешниот ден се поклопува со славењето на Великден во 1780 година, денот на упокојувањето на Кипријан, кога тој маченички го положил животот за верата. Денеска верниците можеа да се поклонат пред неговите мошти. Некогаш македонскиот народ црквата го одржала во живот. Значи тоа посебно за разговор на верата, но и разговор на туризмот. Во присуство на огромен број верници од целата земја, денеска се изврши осветување и на темелите на параклисот посветен на Кипријан Слепченски. Заокружени првите 100 дена на Трамп како председател на САД, ги обвини новинарите за нефер третман. Драстично е намален процентот на вакцинирани деца во Струмица. Докторите се загрижени, алармираат родителите да не ги ставаат своите деца во ризик. Посочуваат да се примаат редовните вакцини за сипаници и заушки. Лекарите од Струмица го криваат алармот, загрижени за зголемениот број на невакцинирани деца од МРП, мали и големи сипаници и паротите, односно за ушките. Вакцина која по редовен календар се става на деца кои наполниле 1 година. Но за жал, родителите сами донесуваат одлука нивното дете да не ја прима оваа вакцина, која ќе ги штити не само нивните деца, туку и останатите. По светски стандарди се смета дека 95% децата треба да бидат вакцинирани за да имат целосен опфат. Во моментот во Струмица процентуално има вакцинирано само 84%. Ова година, за жал, морам да назначам дека имаме значителен пат на вакцинацијата со ММР вакцина, каде офатот на вакцинирани деца во Струмица изнесува 84%.
Стравувањата на лекарите не се само од падот на процентот на вакцинирани деца. Епидемијата која рапидно се шири во Бугарија, но и зголемувањето на смртни случаи токму од овие болести во Романија е доволно силен ризик фактор, кој може да доведе до појава на први случај на болеста и кај нас. Во време кога суседството ни е оптоварено со епидемија, особено Романија и Бугарија, каде веќе имаме регистрирано смртни случаи, потребно е родителите добро да размислат, да се информираат и навремено да ги вакцинираат своите деца и да не ги одлагаат безпотребно вакцините. На ниво на Македонија процентот на вакцинирани деца е намален, а лекарите сметаат дека за намалувањето на процентот на имунизацијата се видовни непосредните интернет страници кои водат антивакцинална кампања и апелираат да се става вакцината за да не се вратат болестите кои се искоренети пред многу години, а имаат смртен исход. Охрид е преполн со туристи викендов за 1 мај. Дојдени се гости од Србија, Бугарија, Грција и Црна Гора. Преполни се хотелите, но и приватните сместувања. Огромен број странски и домашни туристи овој првомајски викенд во Охрид. Хотелите се резервирани со гости од Србија, Бугарија, Грција, Албанија, Косово, Црна Гора, но и туристи од земјава. Силните промоции и субвенциите на авиопревозниците придонесоа да расте бројот на туристи кои организирано доаѓаат од Полска, Данска, Холандија, Шведска, Турција и Кина. По повод 1 мај капацитетот е 100% исполнет во хотелскиот дел, додека за ресторанскиот дел имаме доста барања. Има жива музика по повод продолжениот викенд. Едни од најбројните туристи на брегот на Охридското езеро се бугарите. Којто веднаш е пил вода во Охрид се вршта задолжително и јас сум този пример за това. Интересно е историјата, интересно е стариот Охрид, интересен е манастира Свети Наум, интересен е самото езеро, природните дадености, красотата. Интересно е и хората, общуването, веселието, защото ние сме си много близки. Музиката ни е близка и доброто настроение, добрата храна, културните паметници, езерото и природата. Всичко това прави Охрид една много търсена дестинација в Българија. Туристите за 1 мај најчесто резервираат 3 ноќивања со појадок или 3 полупансиони. Dio balkanske ture došli smo na tjedan dana. Ja lično da, a moji kolegi već su bili, pa odeševljeni su bili, zato smo se i vratili. Kao prvo trebamo probati vašu pastrvu. Blizu nam je i kultura, bliski nam je jezik i tak. Radi dobro jedemo, pa zato i dolazimo. Pa dobro ima. Ja sam i toliko puta sam došao ovde i tamo u Debar su im sestre. I dođem najpre ovde, posle idem za Debar. No. Yeah, very beautiful. Покрај хотелските капацитети кои се речиси целосно резервирани за првомајските празници, голем број туристи има и во приватното сместување. Студениот бран што ја запати Македонија на 21 април предвреме го собра родот во овоштарството и лозарството. Овој недостиг на сезонско овошје се очекува да се почувствува со повисоки цени по пазарите. Земјоделците кои имаат штети до 10 мај може да поднесат барање за обештетување во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Земјоделците кои имаат штети од поларниот бран, кој пред време го обра родот во лозарството и овоштарството, имаат рок до 10 мај во сите подрачни единици на Министерството за земјоделство да поднесат барање за обештетување. На терен веќе се формирани 73 комисии во сите производни региони кои почнаа со проценка и евиденција на штетите. Веднаш во неделата екипи на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство заедно со нашите почитувани колеги од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделство направивме теренски увид во сите општини, населени места во Неготино и Демиркапија. Она што го видовме на лице место не запрепасти затоа што овакво нешто се нема случајно кај нас изминатите 100 години. Штетите од студот во одредени региони се огромни. Во делови од Повардарието, Неготинско овчеполје и во делови од Преспа, штетите се толку големи што ќе нема да се скине ниту една кајсија, праска, цреша, орев или грозје. Проценките на ниво на Македонија се дека со намалувањето на родот од цели региони се очекува летово да се зголемат цените на овошјето и грозјето по пазарите. Комплет е уништено. Од лозје, круша, кајсија, слива,
праска, све 100%, види. Во одредени региони, студениот бран вечерта на 21 април ги симнал температурите до минус 6 степени Целзиусови, оставајќи ги земјоделците немотни ништо да спасат од родот. Штетите се проценуваат во милиони евра. Само во овчеполието, првичните сознанија на земјоделците се дека изгубиле род вреден околу 10 милиони евра. Земјоделците бараат итни мерки за обештетување, ослободување од водниот надомест, концесии и брза исплата на субвенциите, за да можат да продолжат да инвестираат во насадите. Американскиот председател Доналд Трамп ги одбележа своите први 100 дена од владењето со собир во Пенсилванија, обкружен со своите поддржувачи. Тој е прв председател од 1981 година кој не присуствуваше на традиционалната вечера со новинарите кои известуваат за Белата куќа. И уште ги обвини дека се виновни зашто имале нефер третман кон него. Тој ги обвини демократите за неуспехот да го поништи Обамакер законот, забраната за влез на муслиманите и ѕидот кон Мексико, додавајќи дека сепак ќе ги исполни своите ветувања. We would all agree the media Ке се согласите дека медиумите заслужуваат слаба оценка. Спротивно на ова, мојата администрација во овие 100 дена секој ден правеше добро за граѓаните. Нашата влада побрзала да се вклучи кон меѓународни организации, каде Америка плаќала трошоци, додека другите земји имале бенефит и не плаќале ништо. Овде мислам и на договорот во Париз за климатските промени. Северна Кореја се закани дека ќе ја потопи американската подморница на нуклеарен погон Мичиген, која е во водите на Јужна Кореја. Оној момент кога подморницата ќе се придвижи ќе биде сочена со ужасната судбина да стане подводен дух, кој не може да излезе на површина. Намерата да се постави подморница на Корејскиот полуостров го сметаме за зголемување на војните закани кон Северна Кореја, соопштија севернокорејските власти. Јужна Кореја и САД денеска ги завршија војните маневри, но продолжуваат со поморските вежби во Јапонското море, што предизвикува бес кај Пјонгјанг. Ситуацијата на Корејскиот полуостров е многу тензична поради најавите од Северна Кореја дека може да изведат уште една нуклеарна проба. И покрај предупредувањето од администрацијата на Трамп дека не исклучува употреба на воена сила за како што вели да го реши проблемот. Папата Френсис изјави дека добар дел од човештвото ќе биде уништен со голема војна меѓу САД и Северна Кореја, а според него трета земја треба да влезе како посредник меѓу двата ривала. Френсис ова го кажа денеска по посетата на Египет. Тензиите на Корејскиот полуостров се зголемија откако Северна Кореја продолжи да тестира балистички проектили, а председателот на САД Доналд Трамп предупреди на катастрофални последици доколку ваквите тестирања продолжат. Папата рече дека ќе се заложи председателот на САД и други држави да користат дипломатија и преговори, додавајќи дека тоа е иднината на човештвото. Тој предложи трета земја, како што е Норвешка, да дејствува како посредник во кризата. Посетата на Френсис во Египет следи по бомбашките напади на 3 египетски цркви во последниве неколку месеци, во кои загинаа десетици верници. 7 лица загинаа во силната бура, која предизвика големи поплави и торнадо во Мисури, Арканзас и Тексас. Повредени се десетици. Неколку торнада го погодија источниот дел на Тексас, каде загинаа 5 лица, соопштија властите. Телото на 72 годишна жена е најдено во југозападниот дел на Мисури, откако надојдените води го наполниле нејзиниот автомобил. Друга жена починала кога дрво паднало врз нејзината куќа во Арканзас. Торнада поминале низ северен Тексас и предизвикале многу разурнувања. Повеќе од 50 лица се повредени. Спроведена е евакуација на стотици луѓе поради поплавите и уништувањата предизвикани од торнадото. 23:40 е терминот за вечерните вести. До тогаш пријатно.